Кривична пријава за Васко Ковачевски била поднесена уште во 2021 година, но не се постапило по истата, тврди суспендираниот виш обвинител Мустафа Хајрулахи. Според него имало јасна кривична пријава во која е наведено дека директорот на ЕСМ барал подкуп од 250.000 евра, но предметот само се влечкал низ лавиринтите на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и се донело решение за отфрлање, без било што некој да преземе и да истражи, иако се давале јасни нападствија. Што прави со неа? Ништо. Како ништо? Ништо, го чува предметот извесен период, после тоа цени дека нема елементи на кривично дело, се носи решение за отфрлање, се поднесува жалба, предметот стига кај нас во вишето јавно обвинителство. Даваме конкретни нападки, кажуваме на понискиот обвинител што треба да прави. Тоа е ваша задача како висше Па обвинителство. затоа взимаме плата на крајот на краиштата. И што се случува со предметот? Буквално не се постапува, ништо не се прави по тој предмет. Со непостапувањето по кривичната пријава практично му се дало време на Ковачевски тоа од цели 3 години да се искрои план за спас. Според Хајрулахи, тоа што не се постапува по вакви крупни предмети, особено кога е во прашање функционери државни пари, тоа веројатно е по директива на републичкиот обвинител. Според последниот развој на настаните, пак обвинителството не побарало притвор за екс-директорот на ЕСМ. Според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, ова е зачудувачки и јавно побара објаснување од обвинителите. Јавното обвинителство е известено и писмено и усно во однос на лицето кое што го напоменавте вие, но нажалост јавниот обвинител кој што ја водел постапката во рамки на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција оценил дека не треба да бара таква мерка најстрога согласно одредбите од ЗКП, иако ако мене лично ме прашате, наистина малце сум вчудоневиден како за лице кое што е недостапно на органите за прогон, а при тоа е вклучено во рамки на криминал од прилика околу првично 6,5 милиони евра, јавното обвинителство не побара само за тоа лице. Од обвинителството се оправдаа дека немало доставено документ дека осомничениот е недостапен на органите на прогонот. Оттаму посочуваат дека во моментот кога ќе добиеле известување дека осомничениот е недостапен, надлежните јавни обвинители ќе постапат согласно законските надлежности во поглед на мерките за обезбедување.